Здраво, здраво друштво. Ден. Кој ден сме, Джули? 36. Ева, Джули. Се чеша. И јас се враќам назад со камерата малце почесто да снимам. Сега ќе правам јајца. Правам јајца со салата нешто, крставица. Че седнувам сега одма после оброков, седнувам да ја спремам мајцата, конечно. Најдиме некое решение. Толку сум среќен што че може за прв пат да извадам некој производ, некој физички производ од мене и се надевам дека ќе ви се допадне и дека ќе продолжим и дека нема да биде во единствена мајца. Се размислувам на некоја подолга стаза со мајциве и со се останато, но ќе коментираме понатаму. Да оставиме што ќе биде иднината, да оставим што било минато, да видим сега што се дешава. Ја неколку дена јадам доста добро, практикувам pre-workout, како што знаете сите, сол, лимон и вода и кафе. Многу добро ми реагира, многу е добро. Само кога го правам по-наутро тренингот, еве сега совет за сите кога сигурно сте го осетиле, тие што сте поозбилни вежбачи, никој не гледам во камера бидејќи ги капам јајцата моментално. Сите што сте поозбилни вежбачи сигурно сте го осетиле наутро кога ќе направите тренинг, колку и да пукаш јако на, некогаш не можеш да добиеш пумпа. Зошто? Да се чувствуваш така како издишен, како не ти се свежи мускулите, тоа е само ради една работа. Ради недостаток на гликоген, ќе речам, значи празни се мускулите од гликоген или од јаглихидрати накратко. Значи немаш ништо внесувано у последните неколку сати од претходниот ден од јаглихидрати. Телото дека спие најмногу регенерира истрошило и тие некои резерви што ги има внатрешно. Сабајле кога поедуваш, нели најдобро е да јадеш нешто протеини со помалце масти, со доста помалце хидрати, со повеќе протеини, заради недостаткот на протеин во текот на ноќта, бидејќи најдобро е било сите кога би пиеле казеин или би јаделе некои јатки со нешто протеинско за да биде нели побавно варењето и послаба апсорбцијата, но у нашиот случај не секој го има тоа, така да за тоа треба протеин, а немаме јаглихидрати и затоа доаѓа до моментот да бидеме како издишани, ќе кажам, на некој начин, бидејќи го немаме јаглихидратот или гликогенот. Што можеш да направиш најдобро за тоа? Тоа ти е одма после тој тренинг да јадиш некаков вид на хидрати. Јас практикувам сега нискокалорични хидрати со доста добра грамажа. Тоа се оризови галети. Внесувам по 5, тоа ми се некаде околу 130 хидрати, што е сосема доволно. 130 калории со некои си 40 хидрати, што ми е сосема доволно. Гледам резултати, не чувствувам ни надуен, волуменски е доста добро, ме заситува и така. Дечки, уживайте во видеото, јас одам да готвам. Ајде! 5 јајца, 2 жолчки, крставица само со сол. Ево горе пука. Што пукаш бе? Ја ги пукам лелуј што да ме довера. Ајде да јадим и одиме да работиме. Ево пријателот ме чека. Ој Емели, коле? Ајде. Одиме ни да вежбаме, ќе гледате нешто од загреве. Ќе видите нешто од мојот тренинг за нозе, ќе видите нешто од тренингот за грб на Никола, а другото ќе го вежбаме заедно и секој ќе ги видите и мојот и неговиот дел. Така да газиме, ајде. Море? Што да бапнат? Лайк, subscribe. Тоа е тоа. И некој коментар. Треба да се бап коментари, почнаа има активни што коментират и тоа ме радува. Така, дечки, сега имаме тренингот, ајде, и уживайте во влогот. Чао! In the corner of the room, not ready to resume.
We'll